Во денешниот тайм-аут имаме една ексклузивна и ретка прилика да ни биде гостин човекот кој што стои позади успесите на неколку наши големи клубови, секогаш од сенка, секогаш од втор план. Меѓутоа, физичката подготовка на играчите е една од најбитните работи кога се работи за спортот, а посебно за фудбалот. Денес со нас е професорот Метин Далип. Професоре, најпрво ви благодарам што прифативте да бидете наш гостин и малку одблиску да ги запознаеме нашите гледачи со вашата фудбалска спортска кариера, меѓутоа и со вашата спортска работа во моментов. Професоре, на почетокот сакам да се вратиме неколку децении наназад на вашите спортски почетоци. Кога започнувате да се бавите со спорт, односно со фудбал? Па вака сега, значи, јас сум роден во Чаир, во скопската населба Чаир. Меѓутоа, моите родители заради работа, поради некои други причини, ностоп ние се преселувавме. Едно време живее во Драчево, а во тоа рано детство се преселивме во Маџирмало, во денешното Маџирмало, каде што ми помина, значи, те раните детски денови. Во тоа време ние сите, значи, немаше, технологијата не беше развиена до тој степен, скоро сите деца надвор беа, скоро сите деца се бавеа со разни други игри. И најевтината и најинтересната работа ни беше да играме фудбал, што од сабајле до навечер цело време фудбал игравме. Значи, тоа е мојата прва љубов кон топката и скоро цел ден бевме надвор. Значи, де покрај Вардар тамо идевме, игравме, или испод ова новата железничка што беше градена тука, по цел ден игравме. Иначе, првпат организирано со тренингот почна во основно училиште во Тефиус. Значи, благодарајќи на тогашниот професор по физичко образование Садетин Сетко Али, он не собра, веќе трето одделение бевме и првпат почнавме организирано да тренираме. Значи, првите чекори во фудбал ги направив кај него. Како и што беше организирано тој бившиот југословенски систем, што беше признаен из целиот свет до ден денеска, имаше еден многу добар систем на селектирање на играчи. Прво во школите, па од школите се носеа во најблиските клубови. И вие знаете, во тогашна Југославија, во Македонија, најорганизиран, најголем клуб беше Вардар. И најдобрите од цела Македонија Вардар ги собираше во своите. Ние прво почнавме во Слога, нели, како тим што се наоѓа во таа општина. Да, локално, и одма после тоа бевме селектирани во Вардар и каде што, значи, скоро целата школа ја помина во Вардар, од пионери до младинци. Да, во тоа време Вардар и Слога го немаат тоа ривалство како во 90-тите во независна Македонија, па веројатно и не било проблем да се премине од Слога во Вардар. Можете да се присетите кои би беа тренери во Вардар во тој период, во пионери, во кадети, во тие младински конкуренции? Па почнав кај Андон Дончевски. Значи, прв тренер ми беше Андон Дончевски. Одма после тоа не превзема покојниот Златко Илиевски. Скоро можда година и пол дена кај него трениравме како пионери. Па тренери ми беа и Сократ Мојсов, и во голем дел после Сократ Мојсов, значи од кадети скоро 3 години и омладинци беше тренерот Ванчо Трпевски. Значи, он ми беше тренер 3 години, кај што сварно, например, во тој период, они ја имплементираа таа цела југословенска школа и во Вардар. И можам да кажам дека имавме прилика и да играме, нели, патувавме на овие државни првенства, како и за куп игравме со екипи како што е Партизан, Звезда, Динамо, и верувајте дека доста успешно се носевме со тие екипи. Меѓутоа, за разлика од денеска, морам да кажам дека Вардар беше многу голем клуб, значи во Македонија скоро сите деца што тренираа сакаа да дојдат во Вардар. Нели? И скоро најдобрите беа сконцентрирани во фудбалскиот клуб Вардар. Каде се одвиваат тогаш тренинзите Вардар? Каде тренираа младите категории? Трениравме во помошното игралиште сега кај што е академијата за младинската академија на Вардар. Меѓутоа морам да кажам дека
стварно немавме услови добри за тренинг како што ги има овие поголемите клубови, да речеме Партизан, Црвена Звезда или Хајдук, Динамо и така натаму. Многу полоши услови имавме за тренинзи. Меѓутоа голема концентрација на квалитет во едно место. Значи голема конкуренција имаше во Вардар за да многу деца се собираа, па после тоа тие што не можеа да заиграат во Вардар, они се позајмуваа во работнички или во другите клубови. Да. Во младинските категории на Вардар има еден настан кој што можеме да го издвоиме, тоа е финале на Куп на Југославија. Вие како еден од најталентираните играчи во таа генерација, како везен играч или играч од средината на теренот, настапивте на тој надпревар и има една случка, Вардар го губи тоа финале го губи, меѓутоа има една спорна ситуација која што веројатно и денеска не може конкретно да кажеме дали вашиот шут заврши позади линијата или не. Што конкретно се случуваше на тој надпревар? Па вака се, ние 2 години стварно квалитетно работевме во тие категории. Скоро 3 генерации беа сконцентрирани во една генерација. Значи, таа година која игравме финале, ние бевме година дена помлади. 70% од екипата беше година дена помлади од екипата на Велеш. И тоа што таа ситуација, пример, после корнерите, тренерот мене секогаш ние таа ситуација нонстоп ја вежбавме на тренинзи, каде што ја седев нели понизок по раст, седев вон 16-терецот и ги чекав тие отпадни топки, каде што тренерот инсистираше да шутирам со сета сила колку што можеш, нели, тоа беше тактиката, некоја си тактика. Што ете имав среќа баш на тој надпревар да ми се погоди, да шутнам. За време на надпреварот ја ништо, значи, оддалеку видов дека само пречка беше, дека падна, меѓутоа Пановски мислам дека беше центар форот, он приметил дека удрил натрево штанглата, тога штангли имаше. Штанглата дека искочила надвор, меѓутоа у моментот не можеше никој да го примети тоа. И нормално надпреварот си продолжи, меѓутоа после во снимките што се гледаше после надпреварот, они сите тврдеа дека е влезен внатре во штангла удира и дека искочило надвор, меѓутоа тоа поминато е веќе. Добро, штета можам да кажам, поготово за мене, па и за екипата што можда целата кариера ќе ми идеше на друго, зашто моменти понекогаш одлучуваат за да успееш или не успееш во фудбалот. За жал така е секогаш, значи не зависи понекогаш, зависи од милион други фактори. Е нормално, значи морате вие секогаш да бидете високо дисциплинирани за да успеете како и во секоја друга професија. Ете да кажам, убав момент, убави сеќавање. Колку заврши надпреварот? 0-0 заврши и на пенали загубив. Значи, доколку голот беше признен, веројатно ќе беше и победнички гол. Можда ќе победе, можда не знаеме. Велеш беше стварно квалитетна екипа. Значи и они претходно елиминираа 2 големи екипи. Мислам дека Партизан и Динамо ги елиминира. Ние ги елиминиравме тогаш во тогашната Југославија многу јаки фудбалски школи, младински, како што е Војводина и Осијек. Морам да го кажам, ова и претходната година пак игравме полуфинали од Осијек, бевме елиминирани и следната година пак ние ги елиминиравме. Каде што верувате играа многу големи имиња кои што Ботонс на 9 има среќа успеа, како што се пример Ненад Бјелица играше за Осијек, ние таа екипа што ја елиминиравме тука во Скопје. Па во Војводина имаше многу играчи кои што успеа, направија многу големи добри кариери. Цвитановиќ од Динамо Загреб играше за Осијек тогаш и така ната. Како понатаму тече вашата кариера? Дали има некој репрезентативен повик тогаш имаат републиките и репрезентации во младински категории, дали добивате повик во тие репрезентации? Значи ја во Македонија бев стандарден репрезентативец, пионерски, кадетски, младински, па и во таа прва формирана олимписка репрезентација на Македонија. Ние не имавме среќа да учествуваме на квалификации тогаш. Иначе во партизанската олимпијада во Фоче и таму игравме финале и тоа е еден податок, кадетската репрезентација на Македонија во Фоче имаше тогаш партизанска олимпијада 87 година и таму игравме финале. Изгубивме 3-2 од Босна. Во Босна играше овој Болич и Станич. Станич што беше
нели во хрватска репрезентација, после тоа стандардно играше долго време и надвор, направи многу голема кариера. Два пати водевме 1-0, 2-1 и во последните минути изгубивме 3-2, значи таа финале. После тоа финале бе во широкиот список за репрезентација на Југославија, ама ете немав среќа да бидам повикан. Голема конкуренција имаше на времето. И така, тоа ми беше пример останата како една неостварена желба или неостварена цел да заиграм за еден од селекциите на тогашна Југославија. Подосна, по инсистирање на мојот покоен татко, многу млад заминав за војска, во Винковци служев година дена. Кога се врати во Вардар имаше голема конкуренција, они сакаа да ме поземат лево десно, меѓутоа татко ми како голем најуваш на слога. Тогаш Рафет Муминовиќ ја формираше таа јака слога, нели? Ние сите се собравме што живееме околу Чаир, што сме почнале тамо да тренираме. И од тогаш почнува фактички тој подем на слога и го магнат. Значи сениорска кариера започнувате во слога, во Вардар немате настапи во сениорска екипа. Нема. Која година се случува првиот настап во слога? Значи во слога е 90 септември се вратив и одма почнав да играм за. Они беа меѓурегионална лига и 2 години заред ние влегувавме во лиги. Значи шампиони бевме во таа меѓурегионална лига, па во прва македонска шампиони и после се формираше таа единствена македонска лига, после нели од кога се станавме самостална држава. Да, до кога се задржувате во слога и во магнат? Па во слога бев до 92-ра. После по едно недоразбирање со управата, бев во проби во Австрија, во Турска, па се вратив. Отидов во Балкан тогаш игра, Балкан беше многу јака екипа тогаш, нели Балкан Стока Комерц. Балкан малце игра во Гостивар Босфор Комерц тогаш едно 8 утакмици. И во Балкан бев година дена, па пак се врати во слога. После слога мислам дека Шкендиска Рачиново тамо едно година и пол дена се задржав. Секако дека кариерата не ми идеше во тој правец што ја пожелував да иде. Сега тоа се можда причини од кои што јас сум грешил пример во младоста или од разни други околности може да бидат, меѓутоа секако дека не го постигнав тоа што ја би сакал да го постигнам. И на крај се одлучив нели да завршам, да се сконцентрирам на студиите. Да завршам, ме чекаше одма работно место во Тефиус како професор по физичко. И така и ми заврши кариерата, значи и се повредив, имав една голема повреда, нели преден крстен скинав. И веќе имав 27-28 години и така и значи тогаш почна и тој процесот на да веќе почнав сериозно да размислувам да се откажам. Откако се вработив како професор по физичко во основното училиште, веќе тоа и како влијаеше во мојата одлука. Значи тие беа веќе после тоа во Скопје играв, ама нели се повредив па операции и мислам дека последната година бе во Дрита Боговиње која влегува во лига. Тогаш ме викна тренерот да им помогнам за да влезат во лига и влеговме во лига таа година и така веќе прекинав, така многу рано, ама во вашата играчка кариера во слога не бевте дел од таа шампионска генерација. Значи тоа време они која беше Ѓоре, која почна да значи 2-3 години кога освојува, ја бев во Турска на постдипломски студии. Кога се вратив, почна во слога као тренер да работам веќе. Меѓутоа, во Шкендија, Рачиново и во Дрита Боговиње бевте дел од едни историски генерации на двата клуба. Со Шкендија, Рачиново, ако не се лажам, тоа е 1996 година, играте полуфинале на клуб. Полуфинале, да. Претходно во четвртфинале го елиминирате Љуботен, кој веќе таа сезона е пред распад, а во полуфинале бевте елиминирани од Слога Југомагнат, токму од клубот за кој што можам да речам дека и семејно сте навивале и сте имали посебни емоции. Па да, така беше. Како може еден, така е условно ќе речам Шкендија, Рачиново, клуб од мало место, мал клуб, да се пробие до полуфинале на Куп на Македонија? Па верувајте, имаше Шкендија, имаше Рачиновска Шкендија, имаше многу интересна екипа направено. Значи сите тие што пример моментално беа, ајде да не речам, отфрлени од Слога и во Магна тоа време,
кои што не можеа да играат, они финансиски едно време многу вложува. Значи многу вложува и баш во тој период, сакајќи или не сакајќи, направивме многу добра екипа. Тогаш беше, па можам да кажам дека Арбен Нухију играше, па си замина за Белгија, за Хајдук или за Белгија си замина. Евзи Алиу беше многу добар играч, еден млад играч по родом од Рачиново, од Австрија се врати, Иџет Јусуфи. И направивме така една многу компактна екипа кој што стварно игравме добар фудбал. Добар голман имавме тогаш, Ристевски, многу добар голман. И успеавме да надиграме на Љуботен, беше многу јака екипа имаше Љуботен во полуфиналето. Чак они беа сигурни дека ќе играт финале. Ама ете, ги елиминиравме. И тоа две утакмици, една тука, една во Скопје. Со две победи, мислам. Со две. Не, тамо беше нерешено 1-1, мислам. Тука 2-1 ние тепавме, тамо 1-1. И така, имаве среќа, пример, да бидам дел од најдобрите успеси, пример, најголемите историски успеси на Дрита Боговиње, на Шкендија Рачиново. Во Дрита Боговиње тоа е еден деликатен период. Не само фудбалски, туку целата состојба во државата. Дрита 2001 година успева од Северно-Полошки регион, тогаш регион кој што можам да кажам дека бил поквалитетен и од денешната втора лига Запад, можеби, со екипи од Куманово до Гостивар. И во Дрита во втора лига настапувавте или Дрита влезе во втора лига и тука прекинавте? Не, значи ја веќе се враќав од повреда, од голема повреда, значи имав операција на преден вкрстен лигамент и тогаш Цуфо, тренерот, он ме замоли да му помогнам. Значи тоа ми беше период да играм, не играм, ама он сакаше да бидам присутен. Тогаш стварно многу добра генерација имаше Дрита Боговиње, значи многу добри играчи во екипата. И што на крај, например, резултираше со пласма во таа втора лига тогаш. Да. Кариерата тука ја завршувате, кажавте веќе како ја завршивте кариерата. Се вработувате во училиштето ТФЮС. Можам да кажам дека најпознатото училиште во Македонија кога се работи за спорт, за работа со спортисти и за вадење на квалитетни врвни спортисти. Сега тука морам да го пофалам колегата Садетин Сетко Али, кој што и како е инволвиран во тоа, и он е еден од најзаслужните што пример допринесе кон ова. Значи да се афирмира до тој степен спортот во тоа училиште. Неговиот пред све можам да кажам ентузијазам помогна во тоа. Многу фудбалери пример потекнуваат од ТФЮС, како што е Неџмедин Мемеди, како што е Муарем Зекир голманот, како што е Елиф Елмас. Значи тоа е заслуга на него, сега и колегата Салаедин Зекир. Тоа е една можда и традиција, нешто слично можам да ги пофалам и други пријатели имам како Перински, и стварно, значи луѓе што прво работат со ентузијазам, а после тоа нели нормално дека морате и финансискиот дел да го приметуват, секој си има фамилија, си храни фамилија. Меѓутоа сите тие работи не може да се направат ако немате ентузијазам. И ја мислам дека тоа е нивната таа љубов кон спортот, ги поттикнува нивните тие организацијски способности и анимирање на спортот во школите. Вие сте доктор и магистер. Малку околу вашето образование. Значи, дипломирате на Факултетот за физичка култура во Скопје, меѓутоа одите на магистратура во Турција, во Измир. Вака се, значи, во тој период која веќе почна, која видов веќе дека нема ништо да направам со фудбалот, она што јас сонував, имаше, завршив со факултетот, значи ја паралелно и играв професионален фудбал и студирав, значи, во Факултетот за физичка култура во Скопје. Завршив више со кариерата и имав среќа да добијам стипендија од турската амбасада, да студирам во Турска, и тоа можам да кажам да имавме право ние да бираме во најелитните универзитети да учиме тамо. Пошто тамо има многу универзитети и се делат тие што се елитни и што не се.
и успеав да добиам стипендија да се запишам во Универзитетот Еге од Измир, каде што морам да признам дека немав порано, значи, амбиција да градам академска кариера. Немав, значи, повише бев ориентиран кон професионалниот спорт. Меѓутоа тамо ми се отворија тие хоризонти да и како ме заинтегрира, пример, ова друга димензија, значи научниот област во спортот. И тука се отворија тие хоризонти, тука стекнав многу други знаења околу науката во спортот. Морам да кажам дека ние бевме многу поише ориентирани нашите факултети околу практиката во спортот. И скоро сите факултети во Југославија беа така ориентирани. Значи, научните работи беа од друг степен и многу малце луѓе се занимаваа со тоа. Ама ете, ја, например, имав прилика да тамо се усмерам кон овие работи и тука почнува, пример, таа академска кариера моја. После тоа, нели, со отварањето на универзитетот во Тетово, им фалеше кадар, па ме повика тогашниот декан Фадилника, ме повикна тука. Почнав да ги држам предавањата прво, нели, парт-тајм. И зашто имаше потреба од кадар, после тоа, нели, напуштив работното место во ТЕФИ што го има и се вработив тука од 2008 година. И тука се обидувам веќе скоро 10 години да се одржам во така наречени тие 3 столба тука, значи и да редовно им предавам на моите студенти тука во Факултетот за физичка култура, да се бавам со науката во фудбалот. Имам таа среќа што во Шкендија, пример, такви се условите што ми овозможуваат, пример, да применувам и тестови и сите тие работи што трендот во модерната наука го бара. Нормално во мои можности што можам да го направам, тоа го применувам. Истовремено, нели, во такмичарскиот дел да учествуваш, значи да бидеш инволвиран директно во тој режим на тренирање. Се во овие три столба се обидувам максимално да Докториравте тука во Тетово? Докторира во Скопје. Во Скопје. Во Скопје докторира. Која беше темата и на магистерскиот и на докторатскиот труд? Па вака, на магистерскиот труд ми беше мониторирање на високо интензивни, долготрајни оптеретувања кај фудбалери. Кој што го мониторирав преку мерење на крвни лактати, преку специфичен еден тест има Монарк се вика тој Монарк тест, каде што го мериме прво, сега ќе користам стручни термини, не знам другаче како да го направам, значи да се мери тој анаеробниот капацитет кај фудбалери, алактатно анаеробниот и анаеробниот капацитет, тој е преку еден тест Монарк се вика. Тамо ги мерев овие фудбалерите од Каршијака, а докторатот ми беше исто така мониторирање на тренажен процес преку мерење на крвни лактати при високо интензивни интервални тренинзи, специфични фудбалски. Значи имаше 6 пати по 4 минути мере специфични фудбалски вежби или така наречени игри на скратен простор и после секоја сесија зимавме крвни лактати и ги мониториравме со монитори за срцева фреквенција. Сега тогаш во работнички ја имав таа среќа да тамо биде Ѓоре Јовановски тренер, кој што пак ја користам ова прилика да го пофалам, пошто ми овозможи да влезам во тренерските води, ми овозможи во работнички, ни овозможи да ги правиме и ја и докторот по спортска медицина Зоран Ханџиски да ги правиме нашите докторати, зашто ние имавме среќа да работиме со Ѓоре кој што овозможуваше да правиме такви тестирања кај врвни фудбалери. Што е многу тешко, нели, тука кога се работи за клубови од прва лига, кога се работи за врвни фудбалери, многу е тешко да спроведете било какво истражување. Ние имавме таа среќа да бидеме во тој круг, да и газдите го одобруваат тоа и помагаат во тоа. Па
пример Зоран Ханџиски скоро целиот хормонален статус го гледаше кај играчите, кај што тој докторат публикувавме научни трудови кои што се и како цитирани пример во журналите, во ResearchGate или во другите портали, научни портали. Сакам да кажам дека имавме прилика и среќа да ги направиме кои што многу тешко се прават вакви истражувања во светот. Не ти дозволува никој кај врвни фудбалери да прави. Секогаш се прават пример за младинци, врз кадети, а ние сето тоа го правевме кај врвни фудбалери. Сега морам да го кажам ова ја после завршетокот пример на факултетот за физичка култура. Ја правив и специализација, тогаш имаше и специализација фудбал и тука се запишав, ние 6 души бевме тогаш. И тоа го заврши, па после тоа заминав на постдипломски студии во Турска и тогаш пример гледавме специјалистичкиот труд ми беше ги меревме лактатите и гликозата на полувреме и на крај на надпревар и тоа на полуфинален надпревар на Куп на Македонија помеѓу тогаш на ФЦУ и Вардар. И тогаш ни дозволија пример да ги мериме овие, морам да кажам, Алексо Мацков, тренерот на ФЦУ, ни дозволи. И баш тогаш фудбалери беа сегашниот селектор на младите категории Благоја Милевски, они играа тогаш. Врз нив ги правевме тие мерења. Пример, меревме на полувреме и на крај на надпреварот колку е гликозата во крвта и колку се лактатите. Фактички преку лактатите мериш колку е заморен или колку бил напорот во надпреварите. Значи сакаме да најдеме, мада не е доволна бројка, меѓутоа да видиме како се движи пример и ги споредувавме со истражувањата што надвор се направени околу оваа тема. Така. Веќе кажавте на Државниот универзитет во Тетово предавате веќе 12 години. 10 години сум тука, мислам. 10. Мислам дека рековте 2008, 12 години. Да. Сега дали ќе се сложите со мене дека имате голем допринос во развојот на факултетот за физичка култура во Тетово, дека имате голем допринос во опремувањето на овој факултет, да заличи, значи, во права смисла на факултет за физичка култура и голем допринос во признавањето на дипломите од факултетот за физичка култура во Тетово во цела Европа и во целиот свет. Вака сега, секој вработен тука има свој допринос. Ја имав среќа, пример, да бидам во еден универзитет во Турска, каде што стварно е елитен универзитет, каде што нивните професори обично докторираат и магистрираат во Англија или во Америка. И ја имав таа среќа да бидам тамо, да ги земам нивните искуства и тие искуства да ги пренесам тука. Ја би бил пресреќен ако сум допринел, фала што така размислувате, ако сум допринел кон тоа. Се обидувам нормално, нели, како секој вработен, да тамо кај што работам, да и факултетот и моето работна околина да ги пратиме тие трендови, иако сме ние многу млад универзитет, меѓутоа се обидуваме да ги пратиме тие трендови кои што ги побарува, кои што се критериуми за успешност на еден универзитет. Со тоа што, например, тогаш успеавме да добиеме еден проект, Темпус проект се викаше, тогаш колегите ме замолија ја да бидам координатор на тој проект. Преку тој Темпус проект ги хармонизиравме сите наши курикулуми тука, наставни програми со европските универзитети за спорт што се. Така да нашите студенти кои што дипломираат тука многу лесно се вработува надвор. Имаме студент во Швајцарија што работи во наша струка, имаме студентка во Германија што работи во наша струка као фитнес тренер, значи многу лесно ги прифаќа нивните дипломи, зашто ние ги хармонизиравме нашите планови и програми со нивните. Така да исто како бенефит од тој проект формиравме и 3 лаборатории каде што имавме можност да правиме истражувања и да публикуваме трудови кои што нели ќе бидат индексирани во престижни научни списанија и ќе ни носат поени на нашиот универзитет. Сега сакам повторно да се вратам малку на тренерската кариера. Јасно ми е зошто се одлучивте да работите во фудбал.
значи сте биле фудбалери, тоа ми е јасно. Меѓутоа, зошто се одлучивте конкретно на физичка подготовка на играчите, а не да бидете шеф на стручен штаб, еве да речем? Сега вака. Значи, сосема случајно беше да Георгиј ме викна како, пошто ме знаеше како фудбалер, ме викна сега ја, нели, специализирав и магистрирав фудбал. Иначе од целиот стручен штаб највише познавање ја имав околу оваа работа. Значи како се прави план и програма за кондиционирање, периодизација и такви работи, тестови. И сакајќи или не сакајќи, ја ги превземав тие обврски. И ете да речеме, значи работата што ја вршам ја, значи моментално во светот другачие го карактеризира. Значи они го карактеризираат како спортски научник во клубот што работи. Зашто само кондиционен тренер се бави со други работи. Значи со загревање на играчи, со спроведување на рехабилитацијски програми и така натаму. Значи тоа е некоја си формулација на струката кондиционен тренер. Јас се радувам што пример ја бев, ајде да речам, тој што од факултетот за физичка култура ја отворив таа врата да сега скоро секој тим има кондиционен тренер. Што е добра работа, што е добра, веќе нашите клубови почнуваат да се екипираат. Зашто премалце е пример, кога ќе гледаме странските екипи, не е ништо случајно да они имат по 15-20 ова, кажи го, тренери во стручниот штаб, а кај нас ние е 20, 4, 5, 6, ако бидеме од надвор ќе речат колку души се овие во стручниот штаб. Меѓутоа верувајте дека толку е комплексен пример тренажниот процес во фудбалот, да мора што поише стручњаци да бидат вклучени. Сета таа работа да биде поделена и да биде добро координирана. А профилот на стручњаци што работат, пример што ги имат, ајде да речеме те епитетите, јас што ги поседувам моментално како професор на факултет, они се како работат или како спортски научници или како нели head of performance, они го викаат, значи главен, за да ги координира сите овие работи другите што ќе работат, физиотерапевтите, докторот во клубот, кондиционите тренери, тренерите за рехабилитација што се, или тие атлетски тренери што ги нарекуваме, зборам за врвните клубови како се организирани. Сега ние се обидуваме тоа да го спроведуваме, се надевам ја дека понатака ќе има и средства прво, нели, се зависи од финансиските средства, да клубовите се овозможат да вакви кадри влезат внатре, да имаме и спортски психолози внатре, да имаме и стручњаци од другите гранки, зашто сегде веќе тој интердисциплиниран или мултидисциплиниран пристап кон работата, кој што мораме и ние да го пратиме и да го спроведуваме тоа, сакале или не сакале. Професоре, сведоци сме дека многу фудбалери сега се кондициони тренери, ќе речам, во други спортови, и во кошарка, и во ракомет. Многу атлетичари се работаат како тренери во фудбал. Дали вие некогаш би се пробале во некој друг спорт да бидете тренер за физичка подготовка на играчи, во ракомет или во кошарка? Сега вака, јас сум имал понуди, пример, да работам во другите спортови, меѓутоа морам да кажам дека ние според образованието што го стекнуваме во факултетите, во нашите факултети, ние можеме да работиме во секој спорт, меѓутоа само до одреден степен, значи може во таа прва фаза или во тие фази на рехабилитација. Меѓутоа, верувајте дека ако не ја познаваш добро спецификата на спортот, многу е тешко да работиш во другите спортови, така да ја моментално никогаш не сум размислувал да работам во другиот спорт. Сега, зашто, пример, кадри од другите спортови сакаат да се инволвираат во фудбалот, тоа е од причина поради пошто во фудбалот, за жал, повише пари има од другите спортови, пример од атлетиката, што нормално јас сум против тоа дека мора да се финансира и другите спортови да се финансираат, поготово овие индивидуалните, атлетиката, боксот, борењето, мора повише да се финансира. Меѓутоа од причина што кај нас повише се плаќа и они сакал или не сакал се ориентираат кон фудбалот. Порано беше нели повише атлетските тренери со што они ги познаваа повише овие, ајде да не речам пример класично сувото кондиционирање. Они има повише познавање околу тие работи, што дека и до ден денеска дел од тие работи се користат во
како дел од кондиционирањето, меѓутоа значи новиот начин на кондиционирање, модерниот начин на кондиционирање во фудбалот бара тотално други работи. Значи бара да тој што работи како кондиционен тренер во фудбалот и те како го познава фудбал, зашто веќе се бара кондиционирање преку фудбалската игра. Значи нема више суви трчања, форсирање на спецификата до врни граници, поготово во Европа тоа е више и така зашто и многу утакмици има, многу надпревари има. Ние не сме во, значи до тој степен со оптеретени со надпревари, меѓутоа и кај нас веќе е створен тој тренд да кондиционирањето воглавно биде преку топка или преку игра. Сега нормално дека си има своји потешкоти и овој начин на кондиционирање, зашто? Затоа што немаме ако немаме соодветна апаратура, не можеме да го пратиме оптеретувањето на играчите како што треба, кој што би било некој си хендикеп. Меѓутоа ја на пример во Шкендија и кога ја немав апаратурата, пак инсистирав пример да кондиционирањето биде преку игри. Меѓутоа сега добивме и апаратура која што е прескапа е, меѓутоа и како пример ни дава информација, поготово мене и на стручниот став, да ние во секој момент знаеме за секој играч колку е оптеретен, колку му треба уште или колку треба ако е заморна екипата или некој си играч повеќе заморен, како да се одмори. Овој новиот систем нуди и во живо пратење, значи ние можеме и во текот на тренингот пример да видиме кој е оптеретен, кој не е оптеретен, па или да смалиме некоја си серија или пак да зголемиме некоја си серија кај играчите. Значи тоа е некој си позитивен ефект или некоја си помошна алатка кој што технологијата денеска ти овозможува да не грешиш во дозирањето, што е многу битна работа во секој спорт. Бевте дел од стручните штабови на Работнички, на Металург и на Шкендија. Во трите клуба, во деновите кога овие клубови го имаа својот врв, својот максимум. Дали имате некоја статистика колку титули имате освоено со овие три клуба? Верувајте, не знам точно, не сум ги броел. Меѓутоа, имав среќа во секој клуб да освојувам. Можда би можел да кажам дека ја немав секојаш бевме толку блиско да влеземе во тие групи и никако да влезам. Пример, тоа ми остана како еден можда мотив за утре. Со Работнички 2 пати, со Шкендија 2 пати. Се надевам дека Вардар успеа пример тогаш. Меѓутоа, ако го земеме форматот, ние следната година се смени малце форматот. Со двете победи во предквалификација во Лига Шампиона, исто како Вардар требаше да влеземе во групи, ама го сменија форматот. Ете да речам, ја немавме таа среќа, се надевам дека понатака нормално со квалитет, со игри, дека ќе успееме да влеземе, да речеме во тие фамозни групи, секој што е. Меѓутоа, морам и ова да ви го кажам, ја не сум за тоа да ние влеземе во групи и да поминеме како Вардар што помина. Зашто тоа би било тотален крах. Ако влеземе тамо, да се обидеме и тамо да се направи нешто, да се створи таква екипа, и може да се створи, меѓутоа нормално треба да се има стратегија, визија, систем треба стандарди да се постават и само на тој начин, со долготрајна работа, секако со трпение, поготово на тие што вложуваат, може да се направи да се стигне до добри резултати. Според ова, прашањето како го формулирав и спрема вашиот одговор, можам да заклучам дека ако некоја екипа сака успех, во стручниот штаб мора да го има Метин Далип. Не се сложувам со тоа, ќе ви кажам зашто. Толку е мултифакторен фудбалот што е невидена работа. Понекогаш и кабинерот ви е битен многу. Ако е кабинерот позитивен, расположено на ова, тоа може да го пренесе на фудбалерите, па да биде и он причина. Значи, тоа е мултифакториален пристап и зависи во создавање на една позитивна атмосфера, зависи од, поготово пример од преседателот, со спонзорот,
нормално дека спонзорот ги плаќа стручњаците и ги собира на едно место, ги плаќа играчите и ги собира на едно место. Тие се едно од поглавните фактори, нормално дека тоа тука сега доаѓа и стручноста. Јас се обидувам да ги пратам трендовите, се обидувам да она што е најново да го спроведувам сега. Меѓутоа тоа колку постои. Значи не ја би бил пресреќен да е така, ама не е така. Значи зависи од другите чинители во фудбал. Кажавте фудбалот е наука. Вие сте, можам да кажам, фудбалски научник. Колку фудбалот се уште може да се истражува, колку може нови работи да се дознаваат и за фудбалот како игра, меѓутоа и за физичката подготвеност на играчите. Сега видите, ја имам среќа да бидам човек што и сум играл професионален фудбал, а од друга страна, пример, сум имал таа среќа да ги добиам сите академски звања во академската кариера. Значи моментално сум ординарен, значи тоа фултайм професор во универзитет. Сега, например, секогаш имаш порано, не е толку, порано имаш една кавга, тие што играле фудбал викаа дека фудбалот не е школа, не е математика, не е... Значи беа против професорите, ме сеќате, професорите секогаш викаа дека мораш да се образован овие што учеле, а што не играле. А ја морам да кажам дека значи и едното и другото треба да се испочитува секогаш. Не мора да значи ако си бил врвен фудбалер дека ќе имаш добри успеси. Исто така не мора да значи ако си врвно образован дека можеш да направиш некој си врвен резултат. Сето тоа треба да се надополни едно со друго и така може само да се подигне, да се дојде до тој резултат што се посакува. Така. Сте биле фудбалер, активен фудбалер, сега сте тренер. Дали може да направиме една споредба на фудбалот што се играше пред 30 на години и фудбалот што се игра денес, во смисла на тактичкиот дел, но и на физичкиот дел на играчите? Така, неблагодарно е да се споредуваат, значи, тоа време, сегашно време или едно време. Зашто? Ќе ви кажам од една проста причина. Порано се играле со многу други фудбали. Сега се играт, значи, порано, ќе ви кажам, ја малце го фатив тоа време. Играш со фудбал, ако врне, после 10 минути, значи, таа ако тежела, што знам, 700 грама, сега ќе тежи скоро кило и пол, зашто такви беа фудбалите на времето. Нормално е дека тоа влијае и на темпото на играта, на ритамот на играта, на брзината на играта, па после тоа, например, терените тогаш што ги имало и денеска не се исти. Понекогаш ние збориме дека нели во Англија многу поинтересен е фудбалот или во Германија. Меѓутоа тамо нели многу повише средства се вложени. Стадионите тамо, ја ги викам тие брзи терените, многу кратко се шишани. Плюс ако играат две екипи квалитетни, многу повише се трча тогаш неголи ако немаш против себе квалитетна екипа. Нормално и атмосферата и парите си го сочинуваат своето. Нормално дека има прогрес. Има прогрес затоа што тука влијаат и технологијата, пример, нели се создаваат фудбали кои што се побрзи, па терените се средуваат да бидат побрзи. Правилата на игра се менувале со време. На мое време, ја кога играв, можевме по 500 пати на голманот да вратиме топка. Меѓутоа, денешно време, пример, тоа правило го нема. Одма се менува системот на играта се менува. Кога не можеш да вратиш на голман топка. Па од времето нели имало офсайд, па после тоа правилото на офсайд. Па се и така натаму, значи правилата, самите правила го менувале темпото на играта. Нормално дека фудбалот се тежне да биде што побрз, се тежне зашто веќе фудбалската индустрија е доведен до тој степен да ти зависиш од публиката и се гледа, се тежне да се биде пример интересен фудбалот. Како би бил интересен, значи се тежне да се игра офанзивен фудбал на гол повише,
пошто нели головите носат публиката, највише што ги интересира е се головите. А ги споменавте терените. Едно прашање сега ми дојде на памет. Во земјите во Северна Европа најчесто се игра фудбал на вештачка трева. Кај нас имаме случај со градскиот стадион во Велес, каде што е вештачка трева или некоја комбинација, и сите екипи кои што гостуваат во Велес се бунат за подлогата, негодуваат за подлогата, додека на домашните им одговара, и мислам дека оваа сезона ги победија сите надпревари, немаат пораз на домашен терен. Што е разликата помеѓу природната трева и вештачката трева и како таа влијае на играчите? Па морам да кажам дека влијае доста. Значи, ако е микс тревата, значи пола вештачка, пола природна, тогаш нема проблем, како што е нашиот во Тетово. Меѓутоа, ако е вештачка и од третата генерација, да е и те како влијае, зашто влијае во брзината, во протокот на топката, потврдо е, играчите многу тешко се навикнуваш од природна трева на вештачка трева. И морам да кажам дека влијае доста. Мора тука да се најде некој модус друг, мада вештачката трева е некоја си солуција што е пронајдена да, поготово кога е зима, да многу полесно можеш да спроведуваш програми на тренинзи, зашто ако има снег во природна трева не можеш да тренираш, многу, нели, кал ќе стане и така натаму, и тука за тренинг тогаш ние кога има снег, пример во Тетово, многу полесно ни е на вештачка трева да тренираме. Меѓутоа за надпревари мислам дека треба да се игра на природна трева или во микса на трева, каде што тука нема толкова разлика, пример, помеѓу природна и... Кога сме веќе кај инфраструктурата, ја знаеме која е инфраструктурата, не само во Тетово, општо во цела Македонија. Што ни недостасува? Што е потребно да се направи за да се подобри инфраструктурата? Па малце е подобрено во последно време, меѓутоа е премалце. Морам да кажам сега за само како пострек за другите екипи. Значи да биде тоа, што знам, за сите други екипи во Македонија, пример кампот Варда што го направи. Сега можеме сега ние да го критикуваме сам со некој, нели, што го остави клубот можда во или играчите, да речам, во таква ситуација, меѓутоа сега не можеме да го одбегнеме фактот дека направи многу убава академија, многу убав камп во хиподром, што е за поздравување. Меѓутоа тоа не е имот на клубот, тоа е имот лично. Сега тоа не ги знам. Ја значи вака ја гледам од аспект на тренер. Значи треба да тренирам, ми треба терен. Сега тренерите на Вардар не го имат тој проблем, може да го имат финансискиот, ама спроведување на програми многу им е лесно. Што нели, еве како еден пример да кажам, сега сум кувар, треба да направам јадење, а немам шпоре. Истото е и со стадионите, значи ако немам терен кај да тренираме, многу тешко да спроведувам програми и содржини што треба да ги спроведувам. Автоматски станувам индиферентен во тој поглед. Според она што се случува во моментов, пред некој ден на интернет видов една мапа каде се игра фудбал во Европа во моментов, значи во оваа корона криза, и Македонија беше како една црна дупка на Балканот, како единствена каде што не се игра фудбал. Во околината и во Србија се игра со публика, Косово почна, Албанија се игра, Грција исто, Бугарија, Црна Гора, Словенија, Хрватска, Унгарија исто со публика. Меѓутоа, еден факт беше уште позачудувачки за мене, а тоа е што првата Црногорска лига, сите надпревари се играа во вечерен термин од 20 часот. Тоа значи дека сите клубови во прва Црногорска лига имаат рефлектори. И тоа е еден доказ колку ние сме позади со инфраструктура, позади овие држави што се во окружувањето, а не подалеку да одиме кон Западна Европа да се споредуваме. Па видите, сигурно дека инфраструктурно доста заостануваме од другите земји. Сега, ако ги бараме причинителите, верувате, на пример, ја имав прилика во мојот клуб во Шкендија, уште пред 5-6 години веќе е направена искицата на теренот, верувате, тоа изгледа како Шалке арена. Значи, они сака да го направат. Има други некои административни проблеми што не сакам да се мешам и да го коментирам сега тоа, зашто стварно и не сум упатен во тие работи, ама луѓето сакаат да вложат, а сега никако да го направат тоа.
од кои причини стварно пак не знам. Меѓутоа и скицата ја видов, значи тоа 3D моделот, филмот го видов, тоа Тетово да го добие, тоа ќе биде голем бенефит за Тетово како град. А исто така и тренинг центарот го видов. Веруете, ништо не заостанува она што го видов на нацртот од пример тренинг камповите во Германија што ги има. И при разговор со нашите менаџери, секогаш, и они не може да кажат сега точно, меѓутоа секогаш има некои други проблеми кои што не може да го спроведат тоа. А ако се спроведе ќе биде пример бенефит за сите. Зашто јас секогаш на пример фудбалот не го гледам само од надпреварувачки аспект, мора да се гледа и од социјален аспект. Значи вие пример школата на Шкендија, еве да речеме, или на Тетекс или на Љуботен собираат, се имам информации за школата на Шкендија. Тамо секој ден 300 деца се собираат, пример, тренираат. 300 деца. Значи тие 300 деца ти ги анимираш. Ги одвикнуваш од пушење, 100% тоа дете многу тешко ќе пропуши. Да не дај Боже за друга и значи ги тргаш од лошите работи. Има здрава популација. Утре за утре и фирмата има кјар од тоа. Зашто? Зашто имаш здрав човек. Работна сила е, гледате Германија со какви проблеми се соочува во последно време, баш поради таа немање на млада популација или работна сила. Значи и те каква социјална одговорност е ова фудбалот. Значи верувате на пример Еколог како фирма тоа што го прави во Шкендија и во Тетово е за поздравување. Значи таа вложува пари, ама они социјалната одговорност во Тетово си го исполнува. Не е само спортски резултати. Тоа се 300 деца, 300 фамилии, така. 300 потенцијални луѓе кои што претендираат да бидат добри луѓе утре, зашто ние таму ги воспитуваме да тие деца бидат добри. Да бидат прво добри граѓани, па после тоа да бидат добри фудбалери. И верувате, не можете многу лесно вие спортист да најдете дека утре за утре ќе прави лоши работи. Има такви примери во светот, меѓутоа тоа мислам дека од премногу пари не знаеш што да прават со парите, а не. Тоа се веќе други. Па тоа и треба да се носиш и со тоа. Значи фудбалските школи се места за образовани места се знаат. Затоа тука треба да работат многу квалитетни кадри. Не сега бивш фудбалер, гревота е да го ставиме да биде. Не, тоа е грешка. Значи секаде во сите школи треба најквалитетните кадри да работат, добро да бидат платени, зашто баш тоа фали сега кај нас. Значи добар тренажен процес, не само тренирање, него и образување. Образованието е многу битно. Значи ти него да го припремиш ментално и психички да он се носи со сите овие работи вие што ги викате. Сега ќе добие многу пари и одма прва работа кола да купи или така, полоши работи да тргне. Ама ти ако го образуваш него, тогаш нема да биде така. Професоре, веќе 10 минути го надминавме терминот, меѓутоа имам уште две прашања, па ќе си дозволиме уште некоја минута да го продолжиме разговорот. Еден совет до родителите и до спортистите. Каде се прават најголемите грешки во тренажниот процес, при што доаѓа до повреди на спортистите, без разлика дали се млади или се веќе во сениорска конкуренција? Овака во последно време, пример во мое време ние кога трениравме, верувате дека грото од родителите не знаеа дека нивните деца идат да тренираат, што беше многу голема предност за тренерите и за клубовите. Денеска секој родител виси и на тренинг и на надпревари, што е многу лоша работа. Преголем притисок му се прават на децата, зашто ти прво треба да го сватиш тоа дека прво тоа дете ќе ти биде одвлечкено од лошите работи, значи го тргаш од улица, стекнува здрави навики, здрав ќе биде. За еден родител што има подобро од тоа? А дали ќе биде добар играч, па тоа е знак прашање се, не можат сите да успеат. Мора да гледат оваа страна, да не им прават притисок на децата, зашто верувате, они ги депримираат највише децата. Они ги депримираат, па после тоа има притисоци врз тренери. Ние сме сведоци на овие работи кои што стварно се непожелни работи, секој клуб се додека не го следи, не го направи
пример да родителите ги држат надвор, понадвор од клубовите, не ќе може да функционира како што требаат фудбалските школи. Секако дека најголемиот проблем е едукацијата кај нас. Значи, морам да кажам, се надевам дека позитивно ќе ме сватат сите, дека фали едукација на тренерски кадар како што треба. Секако дека тие тренери таму што работат не се доволно платени, не се мотивирани да работат како што треба, морам и ова да го кажам. Кај се греши, грешката е што, пример, во млади категории мора да се свати дека тука е периодот каде што ти го учиш детето, значи на правилна техника, правилна тактика, значи тоа е поле каде што тренерот треба да го еволвира играчот спрема тоа дали ја совлада добра техниката, дали тактички добро е обучен, не дали постигнува добри резултати. А тренерот гледа да постигне да е прв шампион, да е ова и тогаш на пример испаѓа дека тренерот работи за себе, не работи за децата, зашто само он добива со тоа, децата ништо не добиваат со тоа. Ама грешка и кај клубовите, зашто ти не смееш да инсистираш кај млади категории да он брка резултати. Зашто од моментот кога ќе заврши младинскиот стаж, он цел живот ќе се бори за резултат више, зашто во сениорската конкуренција тука само резултат се гледа, не се гледа ништо друго. Значи треба да се подобрите како едукативниот систем. Имаме, меѓутоа да се подобри, да земаме пример еве од Хрватска, каде што морам да кажам и како добри кадри искачаат пример од нивниот пример, пример од Загребачкиот факултет за физичка култура, па и Белград последно време, Нови Сад. Мораме ние така да земеме, не е срамота. Значи само ќе отидеме тамо, ќе прекопираме они што прават и да се обидеме ние тоа да го спроведуваме тука. Зашто очигледно дека нивниот систем покажува успех. Они произведуваат и кадри, и тренерски кадри, и играчи произведуваат. Сето тоа можеме и ние да го направиме, зашто ние може да го имаме по мене тоа што талент, пример, поготово за експлозивни спортови, ракомет, фудбал, борење, ова поднебје го има тоа. И треба да искористиме таа предност. Сосема за крај, професоре. Кој е рецептот за од обичен спортист да се стане врвен спортист? Па огромна дисциплина и само работа. Може би и спортска среќа. Секако дека и спортската среќа, меѓутоа верувате ако си дисциплиниран на врно ниво, ако работиш многу, јас секогаш викам правилно ако работиш многу, затоа треба добро едуцирани кадри да има кај нас, зашто човечките ресурси се инфериорни во Македонија, морам да кажам, или тие малце што вредат одма идат надвор. Зборам и за пример професори, не само во спортот и во другите, пример информатичар добар ќе заврши, одма си наоѓа работа надвор и бегат, нормално дека бегат за подобри услови. Ние мораме тие кадри да ги задржиме тука, пример. И да они бидат мотивирани да работат тука. Во Југославија пред 4, 5, 6 децении можеби, многу било битно да се види талент. Веројатно 90% од успехот било талентот, а 10% било работата. Денеска дали може да заклучиме дека 90% е работа, а само 10% можеби помалку е талентот? Па верувајте, талентот е многу битна работа, нормално мора да се поседува, меѓутоа се постигнува со работа. Правилна, програмирана работа носи секојаш успех. Значи, неретко се овие успешни фудбалски академии, како што е Ајаксовата, неретко они тоа го покажуваат. Меѓутоа, секако дека и талентот е битен. Меѓутоа, ако ги споредуваме и вие, како што рековте, скоро 90% е работата. Значи, џабе ако е талентиран, ако не работи. Така. Професоре, ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам на поканата, што ме поканивте. Тоа беше се за денешниот тайм-аут. Ја слушнавме текот и на играчката и на тренерската кариера на професорот Метин Далип. Меѓутоа мислам дека бевме и едукативни и за спортистите, и за тренерите, меѓутоа и за родителите. Довидување и се гледаме следниот петок.